Почитувани мој, добар ден. Верувам дека веќе сте во исчекување да дознаете за што ќе зборуваме денес, со оглед на тоа што Црвена линија се стартува во својот термин. Вие, верувам, сте и подготвени да се приклучите денес во дискусијата која што ќе ја водиме. На самиот почеток, како што бива, ќе напоменам, барем за оние можеби кои што прв пат следат Црвена линија, оно што треба да го направите е да го завртите само телефонскиот број 023070005. 5 линии ни се активни, што значи не мора долго да чекате, и да внимавате на тајмерот. Секој оној кој што ќе се вклучи денес во Црвена линија ќе има можност да проговори, да го каже својот став во рок од 90 секунди. Но тоа нека не ви биде пречка, се разбира, ако ви избега тајмерот, да се јавите и уште еднаш. А за што ќе зборуваме денес? Министерот за образование Јетон Шакири вети идната учебна година ќе има учебници за сите деца. Голем број деца секојдневно се отпишуваат од училиштата, а причината е родителите заминуваат во странство. Тоа е уште една реалност со која што се соочуваме. Па еве Црвена линија денес ве прашува дали ќе имаме доволно ученици за учебници. Учебници можеби ќе има, но факт е дека голем дел од популацијата се селува, што значи се намалува бројот на учениците во паралелките. И тука секако ќе ве потсетам дека задолжително треба да не заследите и на социјалните медиуми, оние кои што покомотно и повични се разбира да коментираат, да го кажуваат својот став, нека го направат тоа на Facebook Црвена линија. Лекнувате, шернувате, коментирате, развивате и дискусија таму. Се разбира, ќе ве потсетам и профилот на Телма телевизија на Facebook. Објавуваме и на Twitter, ама еве многу ќе ми биде драго ако веднаш го направите следното, а тоа е да не заследите на Instagram, бидејќи веднаш ќе можете да учествувате во денешната анкета која што е објавена на Instagram Story. Па така, кога ќе кликнете на Instagram Story Црвена линија, ќе го затечете ова прашање. Ве прашувам, ќе имаме ли повеќе наставници од ученици? Одговорите се да и не. Зависно од тоа кој е вашиот став, кликате на опциите, а резултатите ќе ги соопштиме нешто подоцна. Па верувам дека веќе сте подготвени и можеме да стартуваме со ова денешно издание на Црвена линија. Еве, анкетата уште еднаш можете да ја видите, значи прашуваме ќе имаме ли повеќе наставници од ученици. И добар ден за првиот гледач, ако веќе го имаме на линија. Дали се слушаме? Добро, доколку не се слушаме, ќе потсетам дека Црвена линија секогаш она што го правиме е одиме и кај твитерџи. А еве веќе ми јавуваат дека има гледач, тука времето на Црвена линија почнува, бидејќи секогаш гледачите имаат предност. Добар ден. Добар ден. Драго ми е, одлично ве слушам, верувам и вие мене. Да, одлично се слушаме. Па еве, дали ќе имаме доволно ученици за учебници? Како коментирате тоа дека учениците останаа без учебници? Министерот Јетон Шакири најави до година нови учебници, дека ќе има за сите ученици. И сега, кој е вашиот коментар со оглед на тоа што една паралелка број 10 до 12 ученици? Па јас мислам дека повеќе се од 10 до 12 ученици во една паралелка, затоа што две дечиња мали имам кои што учат во Кичево, тие се околу по 20 деца во еден клас. Така да ќе има доволно ученици уште неколку години, али тоа не е само дека се иселуваат младите. И голем број на жители кои што живеат во Македонија ретко се одлучуваат да имаат деца или да стапат во брак, така да тоа е подолготраен проблем. Сега можам јас само основа да се надоврзам дека имаше еден поранешен председател покоен, Борис Трајковски, кој што во неговата програма мислам дека имаше да плаќаат данок тие што се вработени над 30 години, а не се во брак или немаат дете. Ке посетам внимателно со тајмерот и секако големо благодарам еве што се вклучивте денес во Црвена линија.
А продолжуваме понатаму, верувам дека веќе ве има. Телефонскиот број ни е 023070005 и штом се вклучите во црвена линија и ве на самиот почеток намалете го тонот на телевизорот, стишете го телевизорот и зборувајте исклучиво преку слушалка. Добар ден за следниот гледач. Добар. Како сте да прашаме? Дали се слушаме? Да. Да. Вие сте наш редовен гледач од Македонска Каменица. Да. Со колку ученици Па јас да кажам, располагат паралелките во дека Каменица? исто да станува без ученици. Кочани, Виница, Македонска Каменица, Телчево. Нема проводеници веќе. Колку се на број? Таму жители. И си целиот дан. Во Македонска Каменица нема кој да работи веќе. Од текстилни фабрики, од 10 само една работи. Онова се затворено. Избега во стан. Тие, што избега во стан, ти од 10 и од това тук. А паравани ќе доноси книги. Какви книги бе? Книги бе. Да фарате да оставите дароно на останалото у Македонија. А не книги. Ја не знам ова, не знам што ќе бъде. И се и народ. За цели народ. Нека како ѓаво од тамјат. Тоа е катастрофа да виде. Пријатно е памет. Еве во една паралелка да речеме колку ученици број во Македонска Каменица. Спомнавте и Виница. Како? Колку ученици денес број една паралелка во Македонска Каменица и Виница? Па слушај, јас да кажам да прво да не имаше 5. Лани беа, сега не знам колку се. 5 само. Колку бројат? Во ред, благодарам, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија и ете, нека биде инспирација гледачот, тој оно што го очекуваме од вас, се разбира од каде и да ни се јавувате, се разбира слободно, сакаме да слушнеме токму од вас. Дали сте запознаени со состојбата, односно со намалувањето пред се на бројот на ученици од година во година. Некогаш паралелките броја и преку 30 ученици. Денес еве првиот гледач рече само 20-тина, но колку што го разбрав гледачот пред малку рече дека во Каменица минатата година во прво оделение имало само 5 ученици. Како и да е, одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Од каде ни се јавувате? Од Кавадарци. Еве во Кавадарци каква е состојбата со Пред бројност? 10 години има можност да работам во едно школа во Марена, бекатон плочки редеме таму во кругот на школото. Видов само околу 15 ученици имаше, а таму имаше вработено околу 20 души сега од чистач до директор таму, шо наставници, благајни, секретар. Над 20 имаше вработено и уште сега примат од партијски наставници. А сега може да има околу 10 ученици дали има. Значи, за кои ученици толку? Имам слушано од учителите и што виду таму нови вакво училници му имаа направено. Во училница 1 до 2 клупи. Значи, од 2 до 4 ученици да бидат во една училница. Значи, како може наставници да примат таму за на работа, ако го нема ученици? Па тие ученици може да ги уче само 1 до 20 наставници, а не да има над 10 наставници таму. Тоа е катастрофа кај нас. И уште че бегат. Ученици че нема и учебници че нема. Еве, ваа година нема учебници. Сега бегат во странство. Во Германија најповеќе, во Италија сегден одат. Тука че нема ни ученици, ни учебници. А учебници кога ќе почнат да печатат, ученици че нема. Така, благодарам многу еве што се јавивте во црвена линија. Од вас слушавме каква е ситуацијата од каде што се јавувате. Одиме малку сега на Твитер, бидејќи таму многу се коментираше, па еве ќе стартуваме со твитот на Калабастер, кој што напиша 2 години нема сведителства, 2 години нема учебници. Никогаш не се живеело полошо. Еве како размислува и
какво видување има следниот гледач, ќе да знаеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно. Добар ден. Одлично, сега се слушаме. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Скопје и сум директно вклучена во оваа тема, значи наставник сум. И можам да кажам дека бројот на учениците не е намален, меѓутоа наставата се одвива отежната, затоа што го нема оној придружен материјал кој што е потребен за учениците. Конкретно предавам странски јазик и најавувано е со години наназад од можеби 2-3 министри дека ќе се сменат, односно ќе се донесат нови учебници. Направена е и нова програма од страна на БР, Бирото за развојно образование, меѓутоа учебниците се уште ги нема. Па работиме со нова програма, меѓутоа со стари учебници. Јас не велам дека учебниците ќе променат и ќе донесат некоја новина, меѓутоа, нели, ако работиш по една програма каде што ги пишува ставките, треба да биде така и во реалноста. Какви одговори добивате кога прашувате до каде се учебниците? Нема одговор. Воопшто нема одговор. Значи, прашано и преку здружение, и преку директор, и преку сите, да речем, инстанции, секретар што ќе испрати мејл, или ние лично, јас сум испратила лично, меѓутоа тој мејл, таа повратна порака никогаш не сум ја добила. И затоа учебниците мислам дека се во моментов проблем, но се согласувам и со останатите гледачи дека и ученици со текот на времето ќе нема, бидејќи истите се иселуваат и Огромно благодарам, Еве, што директно во Црвена линија не само што се јавивте, туку и со оглед на тоа дека сте директно вклучени во процесот на образование на учениците, пренесовте ваше лично искуство токму од состојбата каде што нели ги едуцирате, односно каде што работите. Останете да не гледате секако сите вие кои што се јавивте, бидејќи во продолжение ќе слушнеме, верувам, ново искуство од нов гледач. Добар ден. Ало. Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Еве досега слушнавте што кажа гледачите, па кој е вашиот став во однос на тоа дека ќе имаме се помалку ученици, а можеби повеќе учебници и наставници? Ја пред се вака да кажам, ученици ќе немаме, осим во Скопје, Републиката, главниот град. Јас се јавам од Гостивар. Сега да ви пренесам, ало, се слушаме ли? Да продолжете. Вака да ви пренесаме на искуство. И покрај тоа што во глобала доминираат албанската популација и кај нив има мајнка. Верувајте, ова сознание тачно го имам. Ако имало албанска паралелка во основното училиште 4, сега ги има 2 паралелки. А за македонски ден не сакам да дискутирам дали има една паралелка, дали има. Прашање една или 2. Ако има 2 по 6 ученици. Сега тука сите викаме од кој аспект. Прво, политизирана е. Мислам, образованието е политизирано. Што знае еден секретар кој што го носите на партија, владеачка или опозиција или позиција? Што знаете еден директор да дојдете од партија? Не. Се менуваат работите и затоа така ни одит. Покрај сето тоа, таа миграција и покрај таа печалба што одат жителите на Република Македонија, бегаат од ова тло, имаат право да бегаат. Зашто да не избегаат? Затоа што бараат подобра иднина, бараат подобра перспектива. И аспектот е голем. А учебници што нема, пред се јас го кривувам министерот. Нека не ја префарда топката. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Само ќе потсетам, внимавајте со тајмерот. Одеме сега со уште еден твит. Еве, можете и вие, нели, да се надоврзете на оно што го пишуваат и твитирџи на темава. Апсана има напишано: 1 година не може да го наместа тендерот за учебници, 20 години се на власт. Дуј. Ајде да слушаме што ќе сподели следниот гледач. Добар ден. Сум во програма? Да, сте во програма и тоа во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ја ќе се наврата намазат. Зошто децата не треба историја, не треба географија, мада тоа е на државата. Оти математиката пола не ја знаат таблицата прво децата.
Зошто е тоа така според вас? Па према вас прашате ги професорките дека и тие таблицата децата не знаат да му кажат како се учи таблица. За таблицата не треба многу учење. Учењето е таблица. Таблица ние како јас сум 60 години човек, ние учиме со дрвчиња, кибричиња, клечкаме дрвчиња, речеме и ја знам таблицата. Сега децата не може да ја научат таблицата. Не знам зошто е тоа така. Добро, а еве од каде ни се јавувате? Не е важно. Затоа што зборуваме за бројот исто така на ученици кои што од година во година се намалува, па добиваме паралелки со многу мал број на ученици. Затоа ве прашам. Така е, ама и секако сака учителката има 5 дечиња во разредот и ние сме рурална средина и ако сака да го научи детето со таблица, таблицата е основно нешто за живото мое. Ако не знае таблица, значи тоа е изгубено од случајот. Не треба телефони, не треба да... Така, благодарам што се јавивте. Еве ќе потсетам дека не случајно кога го започнуваме диалогот со вас, ќе ве прашаме и од каде ни се јавувате, бидејќи директно од вас можеме да добиеме вистинска слика за тоа каква е состојбата со бројот на ученици, особено новите паралелки прво, второ оделение. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден од тебе, добар ден до телевизија Телма. Големо добар ден и до вас. Од каде се јавувате? Јас се јавувам од Струмичко село. Струмичко село. Еве каква е состојбата со бројот на ученици, наставници? Нешто е катастрофално, туку скроз катастрофално. Например, 55 години, јас кога одех на школа, бееме околу 60 деца. Значи од прво до четврто. Дали сум исклучен? Продолжете. А сега има 11 деца. До пред една година имаше 4 наставници, 5 ствари од прво, второ, трето и пето оделение кога виде. Вкупно 11. Таа година прво оделение нема ни едно дете. Ни едно дете. Од 170 фамилија. Се живе. Ни едно дете, мислам веќе 3 наставници, не знам дали има четврто. До школа живеем на 100 метра. До 100 метра живеем до школата, ама не знам, значи знам дека сега се 3 наставници, дури беше смешно 12 деца кога ќе дојде стоите со коли, со 5 коли наставничите наредени. Значи ова е циркус јада. Јас сега не знам кој ги плаќа тие наставници, за едно дете да плаќаш наставничка. Беше минатата година со дето, кој е доле и си вика пето. А викам колку, па јас сум вика сам, како се ешо на па во очи, вика еден спрема друг седиме на клупата, вика со наставничка. Значи ова е катастрофа. Сега ти кажам, јас бидејќи пак сум послободен, ние се познаваме по селото. Има 330 луѓе иселени. Не мажели иселени скроз не. Само што Благодарам што се јавивте. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но сега кога се чувствувате недоискажани, завртете го повторно нашиот број и ќе добиете нови 90 секунди. Тоа секако е дозволено во црвена линија. Се извинувам, сега одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Како сте да прашаме? Убав ден, нека ви е. Па да ви кажам, дали ќе има доволно учебници за учениците. Ова е невидена катастрофа, срамота, корупција, не знам кој уште во збор да го кажам. Па дали нели нината останува на младите? Па направила грешка што направила. Парите отидоа што отидоа. Каде сега другите пари? Значи толку да нема заинтересираност за младата популација, ова е невидено нешто. Ја не знам дали го има во светот, во некоја нормална зборам држава, не оние како нас некои заостанати буквално. Значи ова е, не знам, од друга страна. Значи видите што се прави. Мене ми е овдека малце друго сумливо. Еве јас тука живеам, околу мене имам 2 приватни училишта, каде што врие од деца и джипови, каде што ги носат секој ден, и едно Јанско-Менски школото, што е, таму нема место за ученици, нема место во градинките. Вие не знаете овдека во Тафталиџе што е наплив. Значи истото се случува и со Песталоци во центар. Значи не е работата и буквално иселување. Сега иселување дали од село во град или во друга држава, меѓутоа јас борам овдека што секој ден го гледам, тоа е еден куп. Затоа што тие што имат пари ги запишуваат во приватни училишта, сега да бидеме реални. И значи тука
Остануваат многу малку од оние што не можат да си дозволат да платат приватно. Еве овдека е изградено препуно, се гради. Благодарам и вам за јавувањето. Само внимавајте на тајмерот. А сега повторно малку Твитер. Игор Николов напишал: министер за образование, идната година ќе нема доцнење на учебници. Браво, браво. Малку иронично напишано, но сепак она што сакаме денес да го слушнеме од вас е каква е состојбата со бројот на ученици, со колку ученици располагаат паралелките во местото од каде што ни се јавувате, особено што е забележено дека во последните години наназад во драстичен пат е бројот на новозапишани ученици, така да паралелките од прво, второ оделение се по бројност далеку помалку во однос на тоа што некогаш беше. Паралелки со дури 40 ученици на број. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден, да. Сакам да кажам за кое образование. Още кога дојде Царевска тука, со Заев ја уништија го образованието. Сега продолжи Ковачевски. Прашат го министерот зашто нема учебници. Немало планирано од буџетот лански за учебници. Како не се срадат? Треба на прво место да има од буџетот одделот за образованието. Гледајте ги студентите што живеат. Со бува сваба и сос. Нека излезе со 120 динара, нека доручкува и нека јаде. Како не се сраме? Обезбедили на студентите да јадат. Што да јадат студентите? Немат никакво сместување. Со вециња расипани, со е влага, со се ушо живеат тие деца, млади деца, што ни е иднина за нас. Кога беше Груевски, ако не друго баре, уште не почната школската година, учебниците беа стасани бесплатно. А сега? Каде се сега? Лаже, не прави септември. Сега ќе го кажам така ќе си израза министерот. Не прави септември, не прави декември. Не сега друг ќе прави септември. Како не набавија за нивните од ученици? За нашите нема. Нема за средните школи. Знаете ли дека оштим секој ден по 10-15 ученика се испишуват? Да ви кажам. И понижават ги по наставниците. Ки качеме 3,4 сега и намалуват. Тоа ли е влада? Гледа да има 400.000 дава за Србија да ги воде бизнисмените на вино, а тука не... Благодарам и вам за јавувањето. И сега мала дегресија ќе направиме. Оние кои што редовно следат црвена линија, претпоставувам дека знаете на што ќе ви укажам. Значи, се вака сега малку пауза ќе направиме. Ова е едно поле од нешто што навистина ми е драго, во кое што сакам да бидете вклучени, а тоа е квизот Заврти на Тилма. Така да, еве веднаш под црвена линија, особено сите вас кои што следите црвена линија и можеби не сте имале до сега можност, ниту искуство да учествувате во квиз, топло ве поканувам да бидете дел од Заврти на Тилма веднаш под црвена линија, бидејќи нашиот генерален спонзор, главната награда за денес е телевизор. Ете така, па можеби некој ќе биде среќен, ќе даде точни одговори и ќе гледа црвена линија на нов телевизор од генералниот спонзор. Ама сега да се навратиме на денешната тема, она за што зборуваме генерално и состојбата во образованието, со тоа што министерот Етон Шакири најави дека конечно ќе има нови учебници наредната година. Предпоставувам тоа е септември годинава. И она за што зборуваме и ве прашуваме е дали ќе дојде момент кога ќе имаме можеби повеќе учебници отколку ученици, повеќе наставници од ученици, бидејќи бројот на ученици во паралелките низ годините е драстично намален. Добар ден. Здраво. Здраво. Па вака би кажал, прашањево е хорор поставено. Значи, ученици све мање, затоа ќе бидат некаде ученици тамо по бели свет, кај кидат, немам појма кои држави све ќе избегат. Види, учебниците пак не мора да бидат на број како што треба. Еве оваа година пројде така без учебници, сега тек у септември треба да имаме учебници како што знам. Како што сум информиран од тој истиот министер што го кажува. Така вети министерот Етон Шакири. Така вети министерот Етон Шакири. Да. Види вака сега,
од возажија не може да биде министер или од сладкар или од ова. Значи, дали гледавте една емисија од ваша конкурентска телевизија, една ваша колешка која беше кај тој музичарот, за историски артефакти таму за чуда нешто беше представуваше директор. Добро. И тој го праше, па да, имам, вика, јас сум музичар сум ја. Епа, од такви погрешни министрирања, значи поставености на министри и чуда и било каде директори по установите, затоа се дојде да немаме ни учебници, а и ученици. Затоа што овакви минуси и неправди што ги гледаат родителите на тие деца, само една им е стимулација да ги нема од овдека. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Одиме понатаму, ако имаме гледач, веднаш одиме со гледачот. Добар ден. Добар ден, Тенче. Здраво, баба Роска. Како сте? Здраво, сине, јас сум баба Роска од село Врван. Па ве познав. Ако ме познава да се представам. Никако и да ве познавам. Убаво денот. Ве поканувам цела телма на 8 февруар да дојдете кај мене на роѓен ден. И секако ќе ве чекаме и во црвена линија да се јавите и да ви честитаме вака јавно и заслужено. Баба Роска, каква е состојбата еве со бројот на ученици таму кај вас? Има ли доволно ученици? Многу малку, намалува, бегаат луѓето, а ја до сега во моите години големи, високи, не сум видела по-неспособна влада. Како може цела година да нема ученици? Што прават они? Само не носат у Европска унија. И до кога ќе не носат и да не несат веќе? Срамота, ово што го прават. Па бегаат луѓето, па ќе бегаат. Па гледа дека нема правда овде, не е само пари. Пари ако сакаш да работиш, ќе најдеш. Ја гледам по моите деца. Сакат да работат и наоѓат. На 2-3 места работат. И унуците, и синот, и сите. Баба Роска, во ваше време... Работева е што нема правда, од тоа бегат луѓето. Баба Роска... Нема со кого да се разбереш. Баба Роска, едно прашање сакаме да слушнеме. Се партиски запослуват неспособни луѓе на местата работни, затоа ни пропада државана. Епа, до кога ова ќе биде Витинче, дали... Баба Роска, во ваше време колку ученици имаше во едно оделение? Колку ученици во нашето село? Да. Па видиш, сине, јас сум овде нова дојдена, не сум староседелец, не можам тоа право да ти го кажам, ама гледам денеска отидов кај на комшика на посета. Ме прекина. Не. Баба Роска, благодарам што се јавивте и секако и ве нема да заборавиме и на вашиот роден ден. Но како и да е, драго ни е дека и редовно не следите, редовно се јавувате и секако сте вклучени секогаш активно во сите дискусии и теми за кои што разговараме во црвена линија. Сега повторно малку на Твитер. Султана напиша: идната година нема да може да има од проста причина, мисли на учебници, што нема да биде министер. Бемка ретвитнала, рече министерот подоцнење од една година на испечатени книги. Книги, не учебници. Учебници нема веќе 6 години. Ако имаме гледач, се знае, продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија. Видите, околу ова што ги поставите прашањата, основно е и не може оправдување да има што до ден денес нема учебници. Ако мислите со ова дека малку ќе има ученици, а ќе има вишак наставници, индиректно се аудира дека учебниците да поминат, да ја амнестираме оние што се криви за сите овие работи. Нема амнестија. Од ова злосторство што се направи врз младите генерации, тоа не може да се накнади. Никој не може да го натополни. Плюс што беше и вирусот овде опасен во однос на редовната настава,
ова што се направи е озонска дупка. Како што озонската дупка празна влијае врз печењето и на глава, и на нерви, и на све, ова е озрачување со незнаење врз децата. Босци се. Ако носат патики од 5-10 илјади и така натаму, луксус по шопови све, но празни се, празни со знаење. Штета е што такви луѓе дојдоа без искуство, без... Така, но драго ни е што вие се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не гледате. Нов гледач, добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако и тоа, на Црвена линија. Повелете. Дали сум на линија? Да, на Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, да почнеме поред. Прво, некогаш кога учевме ние, во некој класови имаше 45 ученици, но не помалку од 38. А сега имаме ние паралелки со 10 и 12 ученика, само да се задржи бројот на наставници, да не биде пуштени како вишок, како немање на работа и слично. Меѓутоа, овдека некој друг е виновен, ова е светска криза, движењето на запад, така да и нашата држава, нашите млади сили отидоа на запад, си отидоа, никого не праша, никој не им го запре патот, меѓутоа, да го бараме виновникот меѓу нас е, но викаме дека немаме деца, не се раѓа. Не е точно тоа дека не се раѓаат деца. Деца се раѓаат и сега, нешто малце, помалце од некогаш, затоа што тие се раѓаат во Германија, во Швајцарија, Италија, Франција, не знам каде, ама тамо се раѓаат како французи, италијани, но не македонци, и ако некогаш дојдат тука, само можат да кажат татко ми е од Македонија и мајка ми, а јас сум вика германец или било што. Тука е проблем. А дали ќе има книги вишок, ќе има секако, затоа што од ден на ден, ние пратиме, гледаме дека нашите деца, нашите синови и черки, не наоѓајќи овдека екзистенција работа, да го остварат своето право, сака неќат, трбухом за крухом отидоа и моите деца се сите, тамо се школуваат, тамо и дури магистрираат, така да рачунајте дека да не бараме виновник никој. Само да ве прашам, дали ме слушате? Подобри услови за живот и да им ја со среќа, нека бидат добри работници, нека бидат здрави и живи, но некогаш нека дојдат барем да не видат, оставаме сами. Кажете ми дали вашите деца ви пренеле таму од каде што живеат дека во текот на учебната година нивните деца немаат учебници, еве во Германија? Не, тоа имаат све, таму имаат све, ама купуваат родителите. Родителите им купуваат, не државата, така да не бараме виновник тука. Благодарам, поздрав. Благодарам многу. Продолжете да не гледате. И како рековме, сега ќе отстапиме време и за оние кои што коментираа на Facebook, тука ќе ве потсетам Црвена линија, за следете не и на Твитер и секако на Инстаграм. Димитар Павлов напишал: "Ки има повеќе наставници, бидејќи сите се отпишуваат, одат во други држави, а и мојот клас имаше 29 деца во прво оделение, а сега 15. Јасмина Давидковска-Симоновска напиша: "Кога учев јас, моето оделение имаше 27 деца, во средно 35. Сега две оделенија немаат толку деца заедно. Тоа што ќе нема деца ќе повлече со себе и отпуштање на персонал по училиштата. Ако немаат работа и тие ќе почнат да заменуваат. Распад система сме." Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, од каде ни се јавувате? Сакам да прашам, учебниците што беа печатени. Стишете го тонот на телевизорот. Ќе кажам од каде се јавувам, не е тоа, скришам од каде се јавувам. Учебниците што беа испечатени. Кој ги пишуваше, неписмени луѓе што ги пишува, како може? Само едно ќе наведам, Бугарија се граничи на запад со Албанија. Кој ги пишуваше тие неписмени луѓе што ги платиме 530.000 евра? Кој ќе ги врате тие пари? Кој ќе ги даде? Да го прашам како да го прашам и министерот Бектеши. Кој ја плати струјата на Рачиново? Исто сега и да ги прашам.
А еве, од каде се јавувате за да слушам? Аха, добро, готово, еве се исклучила гледачката, како и да е. Јас само ќе напоменам, меѓу другото ќе ве подсетам, да каде денеска зборуваме за состојбата со бројноста на учениците пред се, бидејќи знаете како не може да има образование ако немаме и ученици. Факт е дека годиниве наназад ни се случува миграција, голем број од семејства се иселуваат заедно со своите деца, што е впрочем и сосем логично, така да некогаш, како што рече гледачот, имавме паралелки кои што броја дури 42-45 ученика, а сега имаме паралелки кои што бројат и 12, и 15, дури 20 ученици сметаме дека е солидна бројка. Добар ден. Добар ден, јас сум наред, ви благодарам. Да, повелете. Јас ќе ви пренесам големо искуство. Кога завршив јас од прво до 8 одделение во моето село Добрушево, кај што е роден владиката, во мојата училница бевме 40 ученици, а учителот беше со втора година гимназија, затоа што немаше просветни работници. После завршувањето на моето средно училиште, јас ојдов учителка во моето село. Таму имаше по 40 во паралелка, по 2 паралелки во прво одделение, 2 второ, 2 трето, 2 четврто и така натаму. Од 6-та натаму почна иселувањето, така да после 20 години моја служба во селото останаја да има во прво одделение 12, 13, во второ и така натаму и така натаму. Сега ако појдеш во тоа училиште Добрушево се вика тоа, кај што е роден владиката, вкупно ако има 100 ученици со се подрачните паралелки во таа осмолетка. Пренесувам втор пример. Работа во основното училиште Гоце Делчев Битола, затоа што завршил факултет и се пресели после 20 години служба во Битола. Кога влегов во тоа училиште, имаше 2 албански паралелки, по 30 набијани деца, по 28, зависи едно, 2 разлика, нема врска. Значи, 2 паралелки албански, 2 турски, 1 српска, 4 македонски. Значи, убаво кажувам. После, јас сум сега 80. Ве молам, има се уште време, прејавете се разбира да се доискажете и ќе посетам, внимавајте на тајмерот, автоматски се исклучува. 90 секунди е време трењето на секој излагање на гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер. Од Прилеп бевте, така? За да има ученици и учебници, треба да има влада во Македонија која отвора фабрики, која дава живот, нели, за сите, така? Така, сега, само да ме прашам, вие од Прилеп ни се јавувате, така? Да, значи која повикува, која поддржува наталитет. Но ова влада, како опозиција, ова партија СДС се бореше против правото на живот на стотици илјади неродени бебиња во Македонија. Тие се борци за абортуси, за бела чума. Само кажете ми да се навратиме на темата. По колку паралелки ученици има во паралелките во Прилеп, дали знаете? Па сигурно е драстично намален бројот, нели, на ученици, но јас сум на темата. Значи, ако има наталитет во Македонија, ако се бори власта за наталитет и поддржува повеќе детни семејства, тогаш ќе има ученици. А ако отвора фабрики, ако води добра економија, нема да има иселување во странство. Нова власт, 40 години наназад, СДС само затвора фабрики и брка работници, пустош прави во банкрот, цела држава е внесува здравство, хаос. Сето е хаос насекаде. И тие луѓе, тие млади, за жал, бегаат во странство, таму ќе се одродат, а некој да поддржува и да вика дека никого да не обвинуваме. Како да не обвинуваме? Твојата партија само уништува се во Македонија, значи да убиства за абортуси, а другата партија ше мразиш ВМРО, отвара фабрики, зголемува пензии, не знам, гради фабрики. Благодарам за јавувањето. Сега одиме малку со реклами, па резултати од Инстаграм анкетата. Повторно по рекламите со црвена линија. Сега да ви ги соопштам и резултатите од Инстаграм анкетата. Ке ве подсетам за следете на Facebook, Twitter и секако на Инстаграм. И веќе утре ке може да учествувате со сите оние кои што не следат токму таму. На прашањето ке имаме ли повеќе наставници од ученици, со да одговорија 81%, а со не одговорија 19%.
проценти. А јас сега тука само ќе ве подсетам. По црвена линија стартуваме со заврти на Тилма. Јас го превземам кормилото, ги поканувам оние кои што се од верното семејство на црвена линија само да продолжат со своето внимание во заврти на Тилма и секако ќе добијат можноста да ја освојат и главната награда од нашиот генерален спонзор, а тоа значи фрижидер, односно телевизор. Така да со нов телевизор ќе може да гледате црвена линија. Се гледаме за многу кусо.